Со 200 грама по жител потрошувачка на мед годишно, Македонија е на дното на консументи на овој драгоцен производ за кој во нашава држава постои голем интерес. Во другите земји таа се движи и до 7 килограми по жител годишно. Сдруженијето на пчеларите, кој по 9-ти пат го организира Денот на медот, прави се да го промовира медопроизводството и да ги истакне придобивките на медот како еден од најздравите производи од природата и човекот. Честите врнежи од дожд кои беа присутни од почетокот на годинава, значително ги намалија приносите, а и зголемија цената, така што тегла мед на штандовите денеска се продаваше по 400 денари. Изминатите години, ако бил просекот околу 10 килограми до 12, ова година беше негде дури и помалку од 2 килограми. Некаде дури ич. Ние се усовршуваме, се унапредуваме и далеку по стручно делуваме на пчелите, али од наша страна ние ги задоволуваме критериумите, али од временските услови многу зависи дали ќе има мед или нема. Зато ни е потребна помош од државата во вид на субвенции или помош била каква да излеземе од кризава. Многу тука може да делува Министерството за земјоделие на тој начин што да се зголеми медоносната флора. Садење на садници кои што ќе придонесат во пчеларство, не само дрва, туку и оние, како да ги наречам, ливадски растенија, ниски растенија. Покрај субвенциите кои им ги дава државата, пчеларите очекуваат и таа да се ангажира во проширување на насади кои би ги зголемиле приносите, а со тоа би поттикнале и нови производители. На ваков начин, велат тие, ќе се намалат негативните ефекти на лошите временски услови.